Може некој во текот на настанот ќе се приклучи. Најпрво да посакам добро вечер, веројатно. Завршува денов, иако ќе биде светло уште 2-3 часа минимум, на сите кои што се овде присутни и да ви посакам добре дојдовте на овој настан кој што се одржува во месецот на консултантството, а е посветен на евалуацијата. Имавме една дебата и на Facebook околу тоа дали треба да се користи терминот евалуација, дали треба да го користиме терминот мониторинг и дали треба да побараме некоја македонска замена, македонски збор кој што ќе ги објаснува овие зборови, и дојдевме до некој заклучок, барем јас, дека евалуацијата е нешто пошироко од општата оценка што термин најчесто го среќаваме на македонски јазик, и дека нема ништо лошо во тоа ако се усвои како термин и понатаму се користи. Јас и негде како и некои од професорите, главно од универзитетските професори, веројатно во барање на соодветно решение сум го сретнала и терминот евалвација, да македончено евалуација, што не знам, еве некои други кои што се по соодветни по образование лингвисти, можеби ќе го објаснат тоа, но како и да е, денешнава работилница, денешнава тема е посветена на евалуацијата и нејзиното значење понатаму во развојот на општеството. Евалуацијата е еден процес кој што се користи главно во развојните проекти, меѓутоа од нашите соговорници денес ќе видиме дека евалуацијата се користи и во владините институции, дека евалуацијата може да се користи на за личен развој, само евалуација и така натаму, но јас да не зборувам многу, да ги поздравам прво говорниците на денешниот панел и да ги кажеме правилата понатаму како ќе се одвива овој настан. Имаме неколку говорници кои што се членови на МЕН, тоа е Macedonian Evaluation Network или Македонската мрежа на евалуатори, која што е посебно тело кое работи во склоп на МКА 2000, и овие членови на МЕН досега спроведувале и како консултанти повеќе евалуации, сакаме сега да ги споделиме и нашите искуства, односно и видување на тоа што значи евалуацијата и како истата можеме да ја искористиме за развој на македонското општество во случајов. Со нас овдека се Владко Данилов, кој што ќе говори на тоа, ќе направи и презентација на МЕН, на ова посебно тело што работи во склоп на МКА 2000, но ќе зборува повеќе општо за евалуацијата, зошто е евалуацијата и зошто ние сме се договориле да го формираме ова здружение кое што треба да работи на промоција на евалуацијата. Потоа ќе го слушнеме Љубомир Трајковски, кој што ќе ни ги каже своите видувања на проценка на влијанието на регулативата, како тоа изгледа во теорија и во пракса, односно познатата РИА методологија за проценка на законската регулатива. Од Венера Гудачи ќе слушнеме нешто повеќе за процесите на евалуација на целите за одржлив развој на Обединети нации и подготовката на волонтерскиот национален извештај или преглед, кој што е една форма на евалуација на овие цели за одржлив развој. Потоа ќе зборуваме со Заге Филиповски околу важноста на внатрешната евалуација и на крај Зоран Стојковски ќе каже своите видувања за евалуацијата на општественото влијание преку методата на социјално враќање на инвестицијата или Social Return of Investment. Ги кажувам и англиските називи за да можете да поточно одредите за што ќе се зборува. Јас сум модератор на оваа панел дискусија, моето име е Лилјана Алчева, исто така сум член на МЕН и член на МКА 2000.
А за да имаме повеќе време и за дискусија, ќе ги замолам говорниците да ги задржат своите излагања во рамките на 5 до максимум 10 минути, со тоа што останатите присутни, доколку сакаат да се вклучат или да постават некое прашање, можат тоа да го направат во чет, а секако и да се обратат од кога ќе завршат панелистите, но доколку сакаат и во текот на дискусијата, слободно нека ги изразуваат своите коментари, мислења, прашања во четот. Да спомнам дека ова сесија, овој настан се снима, така што мислам дека би имале согласност од сите што се овде присутни за снимање на настанот. Ако може да ги вклучите камерите и да кажете дали сте согласни да се снима, не сте согласни да или ако има некој против, да почнеме. Значи, можам да заклучам дека нема никој против од овие 14 присутни на овој настан да истиот се снима. Венера ќе ми помага околу четот и околу дискусиите во насочување на истите, така што можеме да започнеме. Владко повели, мислам дека ти најави некој гостин дека ќе ни се приклучи, меѓутоа не можам да го видам меѓу присутните гостинот, така што повели со твоето излагање. Фала многу, Лиле. Очигледно гостинот не дојде, беше најавен, али добро, може све и без тоа. Добро, за тие што не ме знаат, јас сум Владко Данилов. Јас би сакал да кажам неколку збора зошто е потребна евалуација и зошто сме се собрали ние дека во наше воздружение и зошто веруваме дека евалуацијата е една од клучните работи за добар, брз развој на едно општество. Значи, овдека ќе зборуваме најмногу за развојна евалуација или евалуација на развојни проекти, на документи како политики, стратегии, програми и така натака. Значи, нема да зборуваме за евалуација на бизнис планови, евалуација на апликации. Мислим да немаме забуна веднаш околу за тоа. Што зборуваме? Јас ќе пробам да ставам една презентација, да видиме дали ќе се види, пошто јас сум остар, не памтам многу. Ми треба да се потсеќам. Може би било добро да тргнам од еден пример зошто ни е потребна евалуација пред него што почнеме со теории и со овака. Еве, на пример, една интервенција, државна интервенција се состои во тоа дека они уочиле одреден проблем во јавната администрација и како секоја нормална држава, штом ќе уочи проблем во администрација, одно бара решение некако да го реши проблем. Така кај нас беше, или во некоја друга земја, не е небитно, уочиле дека јавниот сектор не работи многу ефективно, ефикасно и решиле да го поправат тоа и направиле одредена стратегија како тоа да се поправи. Значи имаме проблем и имаме некаква интервенција која што треба да го реши проблемот, значи да се подобри ефективноста на луѓето. И они смислиле дека по некаква претпоставка, значи они си направиле логика на интервенција, дека доколку направат оценка на вработените во јавната администрација, дека тоа ќе придонесе за подобрување на ефективноста на вработените. Значи тоа било логиката. Значи ако направам ова, ќе се случи тоа. И добро, и они утврдиле дури и како ќе се мери тоа и утврдиле по некаква си методологија дека моментално, значи бейзлайн сега е некои 3 часа ефективна работа во државна администрација и сакаме да го смениме тоа, значи да направиме промена и за 5 години да го качиме тоа на 5 часа, да имаме ефективна работа. Значи со интервенцијата која што ја сметаме дека е соодветна, а таа е за оценка на вработените. Значи, они мислат, тука имаме и стат и морков, значи тие што работат
малку ќе имаат проблем затоа што ќе бидат лошо оценети, нема да добиваат полна плата, ќе имаат проблем со кариера, а оние што работат добро, значи ќе бидат мотивирани и ќе бидат плюс наградени. И тоа функционира неколку години. И сега треба да кажеме дали е тоа добро или не е добро. Значи тука се потрошени, не знам, неколку милиони евра во креирање на систем на процедури, закон, како тоа све ќе се направи, софтвери, едно куп луѓе работеле на тоа и ден денеска работат на оценка на вработените, па тие ги пишуваат, а после ги праќаат на некои шефови кои ги читаат. Значи многу ресурси се потрошени и сега треба да кажеме дали тоа функционира или не функционира. И сега прашајте ме дали функционира, не знам. И никој не знае. И тоа е нешто што според мене барем мислам дека не е дозволиво, дека не може да не знаеме после години, значи сме направиле одредена стратегија, сме потрошиле еден куп пари, сакавме да смениме нешто и денеска викаме немам појма дали функционира, али нека си тера. Значи носителите на одлуки немаат некакви докази врз база на кои што би можеле да кажат дека ова беше добро или лошо и дали да продолжиме со ова или да не продолжиме со ова. Значи тоа е нешто што мислам дека е, нели, не е допустливо во едно општество и затоа мислиме дека евалуацијата е нешто што апсолутно е потребно и дека навистина сите поголеми проекти, програми и стратегии мора да бидат евалуирани и да дадат оценка дали тоа што е направено е добро, не е добро, може да се подобри или не може да се подобри. Значи тоа беше чисто еден пример, значи каде би требало да имаме, а немаме евалуација, имаме поради тоа, мислам, една дупка која што никако не можеме да ја решиме и што е најстрашно, вториот дел од бенефитите, овдека, ај вака да почнеме. Значи два бенефити од евалуацијата се учење и отчетност. Значи што можеме да научиме, што сме научиле од минатите наши успеси и грешки и треба да си донесеме заклучоци што функционирало, што не функционирало и што е најбитно зошто е тоа. Значи треба да разбереме зошто тоа функционирало или не. И значи кога ќе направиме таква анализа, значи тоа би требало да биде многу навистина корисно нешто за носителите на одлуки, планерите кои што ќе работат нешто во иднина да донесат одлуки врз база на така издржани сеопфатни анализи. И вториот дел е отчетноста, принцип на транспарентноста, нели, значи еден од најважните во good governance, добро управување, тоа е алфа принцип. И освен тоа, суштината е дека граѓаните имаат право да знаат што прават јавниот сектор, пошто они ги плаќаат, нели, и треба да дадат отчет за тоа, дали они направиле нешто или не. И сега, според мои лични видувања, извештаите што ги дава јавниот сектор се однесуваат повеќе на што работевме, него што сме постигнале. Значи има голема разлика во тоа, значи што сме работеле, кои активности, колку ресурси сме потрошиле, али што е постигнато, тоа многу ретко можеме да видиме, дури и индикатори според кои што тоа се мери, како многу ретко можеме да го видиме. Значи тоа е причина затоа што ние овдека во МЕН сме се собрале, затоа што веруваме дека овде има голем простор за подобрување и сакаме да го направиме тоа. Дефинициите сите ги знаете, значи тоа е системска оценка. Значи евалуацијата не е едноставна работа, значи тоа е еден голем систем каде што секој програм или што се евалуира се разгледува од повеќе страни, ќе видиме кои се критериумите. Значи се разгледува дизајнот, тоа е уствари ова каузалитетот, значи логиката на интервенцијата, дали ако го превземам ова, ќе придонесе за постигнување на тоа, значи тоа е дизајнот, се мониторира и се оценува спроведувањето и најважното резултатите на интервенцијата и свето тоа со цел за да можеме, нели, да научиме нешто и да донесеме нови одлуки. Тоа е концептот. Result-based management е секаде нешто прифатено во светот и сега тоа е
секаде се користи, значи веќе никој не гледа што си работел, како си работел, него што си постигнал. И тоа е во приватниот сектор, мислам дека одавно прифатено, кажем и за резултатите, не ни кажуваат сега какви проблеми или што си работел, така да тоа веќе излегува од игра. Мада се уште кај нас имаме таков некаков пристап, ние работевме на унапредување и на подобрување на работите, но никој не кажува резултати. Значи, првото што се гледа е дизајнот на логиката на интервенцијата. Овој кругот, го знаете, планирањето е цикличен процес, нели, дизајнирање на интервенција, имаме проблем, идентификација на мерки, како можеме да го мериме, ако не можеме да го мериме, значи не можеме ни да го управуваме проблемот. Важно е да безбедиме бейзлайн и таргети, значи што имаме сегашна ситуација, што би сакале да постигнеме, и од тогаш веќе можеме да влеземе во имплементација, и истиот момент кога ќе почне имплементација треба да почнеме и со мониторинг, со следење на сите оние параметри на имплементацијата. Што евалуација или негде на почеток, или на средина, или на крај, зависно од програмот што се евалуира, нормално правење анализи, џвакање на сите тие извештаи и доаѓаме до најважниот дел, а тоа е употреба на информациите. Значи, ако све сме направиле, одлично сме све направиле овдека, но информациите што сте ги собрале од евалуацијата не стигнат во вистински раце и не бидат искористени, бадијала се да сме го правили. Значи, затоа ни е многу важно капацитетите во институциите за евалуација исто така да бидат на многу високо ниво, како што треба да бидат и кај професионалните евалуатори. Значи, тука се и планирањето како процес оди паралелно со тоа, значи планирање одиме во дизајнот и овој дел е на стратешко ниво, па на ниво на имплементација. Многу важно имаме, значи, планирање на мониторинг и планирање на евалуација. Значи, тоа се работи кои што не се случуваат сами по себе, туку треба навистина големо знаење и структура во водењето на мониторинг и евалуација. Фактички, секоја интервенција е поделена на два дела, и тоа е дека имплементација и резултати. Имплементацијата се инпути, активности и производи, додека резултати се исходи влијание. Мислам, нас не занима ова овдека најважното, значи кога зборуваме за долгорочни проекти, стратешки проекти, да сакаме подобрување во општеството. Значи, тоа е импакт кој што ќе се осети кај луѓето, значи во квалитетот на живеењето на луѓето, тоа го подразбираме под импакт и тоа обично се прави во делот на економија, социјала, environment или екологија и така натака. Сега, за да се направи една евалуација, многу е битно да имаме структуриран пристап и секоја интервенција да биде разгледана од повеќе страни, за да имаме комплетна слика на интервенцијата, за да можеме да донесеме соодветни заклучоци и препораки за тоа како да се продолжи со таа интервенција. Иначе тие секоја институција денеска има свој систем на евалуација, Европска унија има свој ROM систем, USAID има свој CLA систем, MEL и така даде, но сите тие некако се сведуваат на овие основни критериуми што се дефинирани од страна на OECD. Тие се 6, доскоро беа 5, се е додадено уште 1. Значи, кои се тие? Тие се релевантност. Значи, овдека фактички треба да се ова се 6 прашања што треба да бидат одговорени во текот на евалуацијата. Значи, дали активноста е релевантна за постигнување на целите? Значи, дали се постигнати очекуваните резултати? Дали предпоставките што сме ги мислеле дека ќе донесат до стварување на целите, навистина сме биле во право? Значи, дали теоријата на промена, така се вика, функционирала или не? Или сосема е нешто нерелевантно, значи сме мислеле дека нешто ќе се случи, како во случајот кој што го имавме со оценката на вработените, дека тоа ќе придонесе за поголема ефективност и искрено кажано, зборувајќи со голем број на луѓе од администрација, тие сметаат дека дури обратно имало ефекти од ова, а не во таа насока.
Владко, јас се извинувам, ама во интерес на времето, ако може само околу добро имаш и за мрежа. Да, ќе го Да, скратиме тие елементите, да не одиме многу во детали. И, значи, од овие причини што ги кажав, значи, мене е формирана веќе работи 5-6 години, работиме на повеќе програми, проекти, и основните цели што би сакале ние да ги постигнем, зашто се залагаме? Значи, ние креирање на евалуацијска култура, носење на одлуки базирани врз докази, подобрена легислатива за евалуација, формализација на професијата, исто така, онда зголемени капацитети на менаџерите на евалуациите, многу важна работа, може би да размислуваме и за сертификација. Битен елемент е воведување на евалуација на универзитетите како предмет, бидејќи го немаме сега воопшто. И на крај креирање на национална евалуацијска политика и евалуацијски систем на национално ниво, кој што би требало да ги среди сите овие работи и да придонесе за зголемено користење на евалуацијата. Значи, ние работиме во рамки на МКА, Management Consulting Асоциацијата, сме членка во Western Balkan Evaluation Network, сме членки и сме работеле со глобални организации како Eval Partners, ISC, IRIPE и овие други. Значи, имаме доста активности кои што се однесуваат на странства, проекти. И во интерес на времето ќе скратам, значи, убаво би било да најавиме една наша активност која што ја планираме за октомври месец, а тоа е 4-та регионална конференција за евалуација. Имаше 3: Сарајево, Загреб, Белград, и оваа година ние би требало да направиме, значи планираме да поканиме земји од Словенија до Турција, значи цел Балкан, така да сите кои што се тука исто така се поканети да учествуваат со своји трудови или барем со интерес за слушање на говорниците на оваа конференција. Јас толку за во интерес на времето. Студио. Владко, јас само сакав да те прашам околу евалуацијава и целите на мен. Многу пати, поготово ние кои што работиме нови развојни проекти, кај што нели се мери импактот и би требало да се мери импактот, поготово и на проектите од Европска унија во последно време, секдека има уште во самиот старт, додека се подготвува проектот и се планира проектот, да се одреди кој ќе биде финансиски ревизор проектот. Меѓутоа, нигдека не се зборува како ќе се прави евалуацијата на импактот, на влијанието, на програмскиот дел од активностите. Јас во последниве 20 години работам на такви проекти и можам да кажам дека скоро секогаш кога сме имале евалуација, фокусот е ставен на тоа како се потрошени парите и дали се следени процедурите при трошење на парите, наместо тоа што е направено. Многу малку има осврт на тоа, зборувам за редовни процеси во планирање, мониторинг, евалуација и учење во развојните проекти, да се зборува воопшто за евалуацијата, социјалниот аспект на евалуацијата, тоа што евалуацијата го прави во општеството. Кој е твоето мислење и твоето гледиште за оваа работа? Дали треба да имаме евалуација покрај финансиската, да се знае дека треба да има и програмска евалуација? Апсолутно, значи, мислам, многу е чудно да нема. Многу е чудно да имаме само финансии, дека ги интересираат само парите, дали се потрошени според одредените правила, а дали е постигнат резултатот, да не ги занима. Мислам, тоа е нешто стварно што е, не знам како да го нараđам, освен благо речено чудно. Да, сигурно дека би требало, значи, во самиот зачеток кога се планира интервенцијата, било каков програм или што ја да си постави и евалуатори кои што ќе следат целиот процес на работењето на интервенцијата и навремено ќе интервенираат, да кажат дека постигнати се или застранивме некаде, не одиме во добра насока. Мислам, навистина е чудно што тоа не постои, дека постои само финансиската,
И апсолутно, значи, ако јас се прашувам, мислам, од самиот почеток, како почнува, би требало да биде ангажиран евалуатор кој што ќе го следи целиот тој програм интервенција. Да. Негдека има во самите организации луѓе задолжени за мониторинг и евалуација, и тоа сега во последно време се воведува и како посебно работно место и во новите проекти, посебно на USAID проектите, се воведува како посебна работна позиција, лице кое што ќе се занимава со мониторинг, евалуација и учење, но треба да стане пракса во сите и организации, развојни организации, па и во приватните компании. Можеби нема да имаат капацитет да плаќаат посебно човек кој што тоа ќе го прави, во зависност од обемот на компанијата, но сепак може некој да се задолжи со дел од своето работно време да работи на импактот. Во некои компании тоа е опфатено од други одделенија, план и развој, од маркетинг и така, меѓутоа во развојните проекти се повеќе се нагласува значењето на евалуацијата за подготовка и на развојот. Би сакала да го поканам Љубомир Драгојевски да проговори малку повеќе од РИА или Regulator Impact Assessment и да го сподели неговото искуство со тоа. Повелете, Љубомир. Не го слушаме, Љубомир. Не го слушам, да. Трајковски... Љубомир, unmute треба. Нешто... Сега. Ајде. Повелете, Љубомир. Лија, јас би имам два елемента за кои што би сакал да си го потрошам моето време. Едно е опис на еден формален пристап за евалуација, а второто е колку тој пристап отвара специјални можности за МЦА 2000. Се согласувам и драго ми е што и вие и Владко напоменавте дека имаме мал хаос во терминологијата на македонскиот јазик. И јас би започнал со тоа. Официјален превод на импакт на евалуација е проценка на влијанието. Проценка, нагласувам, се однесува да се оцени нешто, а тоа нешто е влијание. Влијание е ефект кој од нашите интервенции ги имаат засегнатите страни и како тоа го користат. За разлика од проценка на успешноста, што е интерно ориентирана на реализаторите и во секторот, во јавниот сектор, па чак и во приватниот сектор, ние имаме званично работно место или званични одделенија за интерна ревизија. Последните промени во Законот за интерна ревизија има 4 елемента, само еден елемент е финансиска ревизија, еден елемент е законитост во работењето и еден елемент е успешност од нашето работење према засегнатите страни. Така да јас би се задржал на презентација на методологијата за проценка на влијанието, тоа е за Impact Assessment. Во Македонија, уствари во цел свет, тоа веќе функционира 40 години, нема држава во светот која нема законска обврска да применува Regulator Impact Assessment, а од пред 10 години тоа се претвори во друго име, во слично име Impact Assessment. Станува збор за ова. Добросостојбата на општеството зависи од одлуките кои ги донесува владата и како тие одлуки ги спроведува. Така да во Македонија Regulator Impact Assessment започна со проценка на влијанието од новата законска регулатива, а од 2015 година тоа би требало да биде проценка на се што излегува од владата. Политики, стратегии,
програми, закони, подзаконски акти, проекти. И сега доваѓаме до еден интересантен елемент. Што мислите, колку државни институции на централно ниво, на локално ниво, плюс јавни предпријатија, плюс јавни институции, судови и на нив слични има во државава? Бројката илјадарка е релативно точна бројка. Тоа значи имаме 1000 субјекти кои се законски обврзани да за своите стратегии, планови, програми, проекти направат проценка на влијанието. Това кај нас е, ви велам, познато као РИА или као ЕНЕР. Релативно малку е нагласено дека во таа проценка на влијанието има две експлицитни екс-анте проценки. Од ова што го правиме, што предвидуваме дека ќе биде влијание за околината, имаме екс-пост проценка која се прави након година или две, тоа што сме одлучиле, а какви се ефектите од това. Во овој тренуток би направил мала дигресија, Владко, извини, терминот отчетност, преведен во транспарентност, е македонска вистина. Отчетност во било кој речник е одговорност за донесување на одлуки и одговорноста за последиците од така донесени одлуки. Океј, значи уште еднаш. Имаме 1000 субјекта кои се законски обврзани да прават евалуации. Тоест проценки. Проценките се уште еднаш политики, програми, стратегии, проекти и се така дале. И не знам тие 1000 со колку да ги помножиме, дали со 1, дали со 5, дали со 10 и добиваме број на званични документи кои треба да се појават со името, проценка на влијанието на институција XY за програмата АБЦ. И онда доаѓа предизвикот. А дали нашиот јавен сектор има ресурси, капацитет, да не кажам политичка волја да го тоа направи, бидејќи политичката волја е више обврска, и сега останува прашањето за ресурсите и за капацитетите на тие ресурси. И тоа е нешто што мислам МЦА би можело како општествена задача прво да започне со програма за outreach. Да молам, outreach не е public relations, како е нашто се преведува. Outreach е како да ги мотивирам корисниците и засегнатите странки дека јас нешто можам да им понудам и тие може да го користат на нивно задоволство. Значи, презентација на каква фајда од нашата услуга подготовка на проценка на влијанието и што треба они да направат за да бидат ангажирани во реализација на успешноста на тоа што им го нудиме. Одека пак мала дигресија. Во сите проектни методологии, одговорноста на реализаторите завршува со прием на проектот. Дали е окей или не е окей. Што се догаѓа со проектот након това, воопшто е надвор од дискусија, бидејќи се викаме, извините, за што ќе се догаѓа со проектот, ние тамо не учествуваме, тамо учествуваат засегнатите страни. Проценка на влијанието, практично одговорноста на реализаторите, ја проширува и со тоа да ги подготват корисниците како нивните резултати да ги користат и со што би се оправдале одлуките кои проектните реализатори ги правеле. Во кој тренуток, ова е за Македонија обавезно 10 години, али во последниве 2 години е очито се гледа како обврска и како проблем. Ако ги погледнете барањата за грантови од Европската делегација, кои одат во 2 фази, првата фаза е концепт ноут, втората фаза е final proposal, ми се чини.
Концепт ноут е практично, тоест структурата на концепт ноут е добеседно она што Владко го наведе во критериумите за евалуација. Во концепт ноут предлагачот треба да ги дефинира и објасни сите овие 8 критериума, така да тој што оценува добие слика за самиот проект. Тој за самиот предлог. Методологијата за тоа е така наречена теорија на промена, стара 50 години, во Македонија тоа е сега хит задниве година дена и сите причаат за тоа. Едноставно се бара опис на проектот, какво влијание ќе направи на засегнатите страни. Така да, значи, се враќам на првото обеќање. А каква фајда од оваа состојба со евалуација за МЦА 2000? Дали МЦА 2000 во комплетниот опсек на членките се наводжаат да бидат мотивирани за шансите кои ги обезбедуваат услугите од проценка на влијанието, и дали има ресурси, желба и поддршка да се направи нов пристап према јавната администрација, према општините од Долно Дупени до Уставниот суд, до судовите, да се направи некаква врска со Државниот завод за ревизија, кој е званично тело за проценка на влијанието на се ова што реков, али едноставно он има тројца ревизори, не може се знае права 3-4% годишно и толку. Што се однесува за ова, Лиле што рече за ревизиите. Моje лично мислење е дека некој пат немаше финансиски ревизии во Македонија во времето на ФАРЕ, и кога со ФАРЕ почнава да се појавуваат сите оние функции на лошо трошење пари, се уведе ајде да направиме финансиска ревизија независна и за тоа еве ви 5.000, 10.000, 20.000 евра да го платите надворешниот ревизор. Се појави еден проблем за кој што не се зборуваше, ама чекајте, ние имаме внатрешни ревизори во институциите. Секој министерство има ревизор, или би требало да има. Сега е неформално прашање каде е кредибилитетот, каде е независноста, каде е капацитетот. Ова се све елементи кои би требале да помогнат да МЦА дали овој проблем и со оваа состојба да ја преточи во opportunity за идно работење. Влијанието, одека ова генеричко име проценка на влијанието или impact assessment во нашата РИА која и сега постои, тамо си има влијание на постоечката регулатива, финансиски влијанија, влијание на мали и средни, влијание на жени, влијание на екологија, влијание на климатски промени. Значи, тоа се одат под едно име проценка на влијанието, а самиот состав, што се ќе биде предмет на проценка, зависи од тренутната потреба и намената на проектот кој се објаснува. Лила, јас ви имал толку. Ви благодарам и јас ги покренувам овие прашања, оваа дискусија, затоа што мислам дека јас лично и групава со која што сме разговарале барем до сега, дека имам кај нас веќе доволно капацитет и во МКА 2000 и луѓе кои што не се членови на МКА 2000 да ги покренат овие прашања во општеството, меѓутоа пазарот треба да се развие. Индустријата на консултантството, еве сега во конкретниот случај зборуваме и за евалуацијата, треба да го развие пазарот, затоа што мислам дека се непокриени токму државните институции, кои што имаат интерни капацитети, меѓутоа интерните капацитети се ограничени. Еве и Заге малку подоцна ќе зборува околу тоа што значи внатрешна евалуација и
колку е потребно и надворешната евалуација да се скомбинира и со внатрешната евалуација за да се добијат релевантни показатели кои што ќе го овозможат процесот на донесување на одлуки. На крај евалуацијата и за тоа се прави. Не само да го измери импактот, туку и да придонесе, да помогне при донесувањето на некои одлуки, нали ќе бидат на државно, на локално ниво, на ниво на институција, на организација, па на крај крајшти на лично ниво, нели правиме некаква, се прават и проценки на перформансите на вработените, на работната изведба на вработените во организациите. Ви благодарам, Љубомир, а јас овде не гледам некои други прашања кои што ги поставуваат, ниту па коментари во четот. Венера има некои коментари, јас поставив прашање, меѓутоа вие го одговоривте после во чет. Венера, замолам да го кажеш твоите ставови околу евалуацијата на целите за одржлив развој. И ако може да спомнеш и неколку збора, ние спроведувавме во МЕН еден проект за промоција на евалуацијата на целите за одржлив развој, па нешто поинтересно од тој проект што беа како наоди, и правевме и студии на случај, правевме и мапирање на стейкхолдерите за целите за одржлив развој. Така да не зборувам јас многу, повели Венера. Фала ти, Лилија. Значи, јас по тоа што се одлучивме како група да кажам моje видување, да речем, за доброволниот национален преглед, или како и да се вика на меѓународни VNR, познато VNR на целите за одржлив развој, почна со резолуцијата на Обединетите нации во 2015, наречена Агенда 2030. Каде што сите земји членки на истата, меѓу кои нашата земја, го прифатија предизвикот да превземат активности поврзани со климатски промени, намалување на невработеноста, заштита на човекови права, зајакнување на родова еднаквост, промовирање на мирни општества и што не. Значи, сите тие активности преточени и зацртани во 17 цели за одржлив развој. И агендата како таква е сеопфатна, амбициозна и што не. Но дали е реална и дали има шанси да се постигне до 2030, има многу прашалници. Кој се треба да биде вклучен, кој е одговорен, кои институции, кој ќе го води процесот и така натаму, се праша и дилеми кои што добро е денеска да ги начнеме, меѓутоа би требало тоа и во иднина некако да се продолжи со оваа дискусија. Меѓутоа, освен агендата, значи, за да се спроведе целата таа програма, на глобално ниво се соочува со многу предизвици, од типот на намален економски раст, долготрајна корупција, нееднаквост, неповолна демографија во различни форми и така натаму, и последно со COVID-19, уште повеќе се искомплицира целиот процес. Сега, за да може сите страни и држави во светот да се движат кон достигнување на тие цели, агентата ги охрабрува, но не ги обврзува. Значи, не е законски дека треба да ги следи процесите, но ги охрабрува да своеволно проценат искуствата околу, поврзани со спроведувањето на целите. Тука се вклучуваат и успесите, предизвиците, но и научените лекции. Значи нешто слично на нашата евалуација што ја користиме. Па од тука и произлегува, нели, и VNR и доброволниот национален преглед, кој што и тоа е целта, значи да го следи спроведувањето и достигнувањето на целите. Би требало процесот и така и е почнат, значи да се предводи од држава со вклучителен и учество на поголеми групи и сектори и сите други засегнати релевантни страни. Во нашиот регион има некои земји кои што веќе имат изготвено по втор пат веќе таков извештај, додека нашата земја првиот пат се произлезе со извештај 2020, но сепак ја мислам дека за да се направи таков процес треба да се мобилизираат повеќе сектори, зашто е некоја сеопфатна методологија и доста комплексен. Кај нас, например, процесот да речеме извештајот се објави во 2020, меѓутоа почна 5 години претходно, кога владата одлучи да ја прифати, значи да го прифати принципот, никој нема да биде изоставен или no one left behind, познатата поговорка,
и се согласи да ја спроведе агендата. Така да низ активности направени се, значи според таа одредена методологија, анализа на јазовите, да се процени колку тој степенот на целите, степенот на целите е вклучен во националните плански документи за одржив развој. Според извештајот, значи брото од нашите развојни планови се во, мислам, целта е заедничка, целат кон спроведување на овие споменатите цели. Исто така и нашиот проект лидер што го спомна, значи дојде исто до заклучок дека документите се поклопуваат, значи одат во исправец, сепак ние сме земја која што се стреми код Европска унија, така да тоа е очигледно дека тие некои заеднички цели треба да се најдат на ист пат. Потоа, негде 2018 Националниот совет исто така ги посочи 5 приоритетни цели за нашата земја, 1, 4, 8, 13 и 16, и потоа и ги вклучи во нивната владина програма. Процесот исто така вклучуваше и некоја интегрирана процека на вклучување на национални експерти на централна и на локална власт. Колку тоа било вклучено, не знам, не сум била дел од процесот и не знам дали ако некој од денешниве учесници бил вклучен, би било добро да се сподели тој момент колку биле вклучени. Потоа, например, со заеднички сили се дефинирани индикаторите, 100 индикатори, заедно со учесниците и Државниот завод за статистика, и исто така потоа беа вклучени невладиниот сектор и ја не знам како, но МЦА не се најдена, мислам, не беше дел од групата, учесниците, биле 30 на пријавени од некој повик, јавен повик во 2019 и така натаму, после следуваше и вклучување на академија со публикации, истражувачки проекти, меѓутоа не знам дали колку тој дел беше доста, мислам, вклучен, преточен во извештајот. Генерално ние пошто го анализиравме извештајот преку проектот, методолошки е добро смислен, а процесот на реализација нели зависи многу фактори, неколку години се во прашање. Меѓутоа, нашиот извештај е фокусиран на, како што спомнав, на 3 цели, на луѓе, просперитет, планета, партнерство и мир, и се е поддржан со статистички податоци. Дали може подобро? Секако дека да, и убедена сум дека може секогаш да се подобри. Меѓутоа, ја мислам дека сепак беше добар чекор напред, но би требало да се има во предвид да се запамти кои биле предизвиците и недостатоците, за да следниот биде уште подобар во споредба со останатите од регионот, кои што ние ги споредувавме и имаше многу доста добри примери, како например тој од Бугарија. И само јас пред да завршам би спомнала некои од заклучоците кои што се воедно и мое лично мислење, меѓутоа и едни од заклучоците кои што произлегува и од мапирањето на засегнатите страни, но и студиите на случај за целта број 4 образование и 8 економија. Значи, по тоа што ние уочивме е дека, и тоа што се очекува, дека владините институции се тие што се главни двигатели на процесите, затоа што нивното водство е од суштинско значење за да биде процесот ефективен и треба да се превземе одговорност и водство од организацијски па дури од финансиски аспект. Затоа што имаше случаи кога одредени работилници и семинари се одржани со поддршка на меѓународни организации, кој што е секогаш добро, меѓутоа добро е тоа да некако да биде дефиниран, со точно дефиниран план за работа, финансиски потреби и некако тоа да биде подобро организирано. Исто така, мислам дека е клучно да се обезбеди поширок и поинклузивен партиципативен пристап од повеќе сектори и луѓе од експертиза, развојни центри, консултантски компании, истражувачки институции, поединци и така натаму, со цел да се добие некоја повеќе јасна слика. Ние сите сме убедени дека капацитет имаме, меѓутоа не доволно се вклучени во овие процеси. И мислам дека вие народ е многу добра алатка и важна за да се развие евалуацијската култура која што нас не е во полза во МК, меѓутоа е потребно да се промовира кај пошироката јавност и на локално и на национално ниво, а не да биде ориентиран само према Обединетите нации. Некако ние одговараме на нив, а не на нашите граѓани.
И мислам тоа што приметивме дека е потребно да се воспостават редовни процеси, канали на известување од локално на национално ниво и хоризонтално и вертикално со цел да се може тие податоци подобро да се искористат и да може да се следи целиот процес. И исто така веќе спомна, мислам дека и претhodните колеги, подобрување на човечките капацитети внатрешно во институциите и нивното техничко знаење за да може редовно да се собират и ажурират податоците и потребните информации соодветни за да може да се следат овие процеси од клучна важност. Значи, јас би завршила со тоа дека за ваков процес да се направи таква проценка, треба да налага поголема организација, соодветно планирање и да се вклучат одговорни страни во процесот и секако финансиска подкрепа, со цел да може целиот тој процес да се спроведе во целост. Во спротивно ќе биде невозможна мисија. Значи, сепак би завршила со тоа да ние треба добро да известиме во Обединети нации, меѓутоа не одговориме према нив, туку нашите граѓани, ние сме тие. Треба за целосно да се достигне целите, значи благосостојба, мир, економски развој и све што веќе е агендата. Значи, тоа мислам дека е агенда на сите политички партии и индивидуа. Така да мислам дека е наш заеднички интерес да се користи евалуацијата за да се идентификуваат успесите, предизвиците, но и лекциите што може да ни користат и во иднина, за да може постепено да се подобри животот во нашата земја. Крајна цел не е тоа. Значи, дали е агенда 2030, дали е EU интеграција, на крај на тоа се сведуваме. Значи, подобар живот за сите нас. И мислам дека евалуацијата може тоа да ни помогне да се стремиме кон тоа. И толку мислам од мене. Фала, Венера. Во принцип, целите за одржлив развој се една комплексна рамка во која што треба да го водат општеството кон благосостојба во сите сфери од живеењето. И заради тоа, бидејќи сите нас не засегаат, самиот процес на евалуација на постигнувањата во тој правец, па и на владините политики, а зошто не и политиките и активностите и на граѓанскиот сектор, па и на приватниот сектор. Значи, сите тие заедно работат во насока на постигнување на таа една глобална агенда. И сега државата е потписник на декларацијата со Обединети нации и некако обврската цело време паѓа на одредено министерство да го подготвува овој извештај, кој што повторно треба да биде објавен и промовиран кај граѓаните, а не само како обврска према Обединети нации. И овој тип на евалуација, клучното на овој тип на евалуација треба да биде партиципативноста. Што е можно, наоѓање на методи на евалуација да се опфатат што е можно повеќе граѓани, за да може тоа што ќе се добие како резултати ќе се стави во ВНР, во извештајот, да биде релевантно на конкретната состојба, не да биде можеби на мала група на луѓе кои што тоа да бидат само содржани нивните размислувања. И токму во тој правец ние некако го пропуштивме како МК и како МК 2000 и како мен го пропуштивме изработката на ВНР за 2020, но се надевам дека следниот ќе бидеме малку побудни и не само како асоциација, туку и како поединци, како консултанти можеме да се вклучиме во подготовката на овој извештај. Добро, сега значи од една глобална евалуација на глобални цели, на целите за одржлив развој, ќе позборуваме малку што значи внатрешната евалуација. И ќе го замолам Заге Филиповски да ги каже своите видувања, своите искуства околу спроведувањето на внатрешна евалуација. Благодарам, Лиле. Се надевам се слушаме, јас имав малку технички проблеми да се приклучам, па добро. Благодарам на потврдата дека се слушаме. Јас да ви кажам, благодарам многу што ме поканете да чествувам нова дебата и да споделам некои своји искуства, но помеѓу време слушајќи ги овие искуства и овие сериозни излагачи со сериозно искуство, некако ме фати трема малку, па темата за самоевалуација некако
како да кажем, за која што требаше да зборувам, ми делува малку, како да кажем, обсолит во однос на овие сериозни дискусии, па решив да ви раскажам нешто кое што може да има корист за сите слушатели, односно за реновирање на стан. Да раскажам како го реновирав станот, сигурно повеќе ќе биде од корист колку да зборувам за евалуација или само евалуација. Реновирањето на мојот стан траеше негде 2 години и представуваше едно сериозно негативно искуство за мене. А како започна целата работа? Започна, нели, треба да најдеш мајстори. Така? И од таа ситуација, нели, се консултирав со некои пријатели, ме препорача некои луѓе, во меѓувремено, нели, се консултирав кај некои пријатели кои што се занимаваат со стручен надзор на целата работа и нормално како македонче, како македонец, викам што има јас да плаќам некои фирми и такви, ќе си правам сам. Ќе си најдам мајстори, ќе си работат, јас ќе дојдам, ќе ги циркам што прават и така натаму. Така и почна. И тука почна целата колгота, кој што стручниот надзор го правев јас самиот, а ја поима неам од градежни работи. Затоа целата оваа, речеме, интервенција се продолжи на 2 години, па нели, кога ќе дојдеш некој ќе заврши со работа, ќе дојде друг, ќе рече овој лошо ќе сработил, ова треба да се поправа. И така траеше цело време дека некако не се приправи станот на крај. И во меѓувремено, нели, како што оди целата постапка, ти плакаш и учиш како се работи, односно што требало да се направи, а не било направено. Значи, едноставно, јас бев тој што научи сега како се прави надзор на градежни работи, ако тоа не ми е некоја занимање. И таа школа, нели, јас пошто сум економиста, си водев детална евиденција на трошоци во еден Excel. Кога заврши целата операција, направив една пресметка на трошоци, односно направих една пресметка на непотребни трошоци. Значи, непотребни трошоци кај мене излегува негде 5000 евра, што беше негде околу 25% од целиот проект за реновирање. Значи, непотребни трошоци, што отпосле увидов дека се непотребни, 2 пати извршени работи, непотребни работи и така натаму. И по таа математика испаѓа тука и дека сум изгубил многу време за надзор, дека некои проблеми сега ги воочувам и кои што представуваат дополнителен трошок и исто така ќе треба дополнителна инвестиција. Сета ова, да речеме, трошок непотребен од 5000 евра, можеше да се надмине, да се изгуби доколку земев стручен надзор. Значи, доколку земев нека стручна фирма, која што ми понуди да ја заврши таа работа за 2000 евра. Значи, целата институција од ангажирање на специјалци, на стручњаци од надбор, кои што тоа го работат стручно и професионално и ефикасно, до само евалуација, односно само надзор, кошташе, имаше разлика од 3000 евра. Зашто го зборувам ова? Затоа што, значи, јас колку време работев во некои меѓународни проекти институции кои што исто го познаваат проект концептот на самоевалуација, кај што тој концепт на самоевалуација се применуваше и се користеше секоја година и претпоставувам и тоа представува една добра алатка и баш подготвувајќи се за ова, нели, излагање ги погледнав, нели, причинот кој што постои за таа работа. И процесот на самоевалуација ги содржи сите елементи кои што ги содржи, нели, според ДАЦ принципот една, нели, сериозна надворешна евалуација, со тоа што ја спроведуваат самите менаџери, значи самите луѓе во организацијата и кои што при, нели, завршување на активностите на проектите прават една анализа од аспект на релевантност, ефикасност, ефективност, импакт, значи влијание, одржливост, кохерентност и додадена вредност. Значи, тие се некои елементи кои што ги
мериме со евалуација. Но, кога правиме само евалуација, тоа е една работа која што и несвесно ја правиме. Како менеджер ти го наблюдуваш процесот, значи правиш мониторинг и правиш проценка дали си ја завршил работата како што треба или не, и тоа го правиме на помалку формален или на повеќе формален начин, со тоа што она што е моје искуство и она што е генерално, да речеме, покрај предностите дека е ефтина и да речеме лесно се спроведа само евалуацијата, односно евалуацијата што самите ја правиме во организацијата, постои одредени слабости, кои што произлегуваат од целиот процес, тоа е дека таквата евалуација, само евалуација е притежно субјективна. Значи, за да некој направи објективна евалуација, секој ги гледа субјективно работите, секогаш се што е направено е најдобро, перфект, одлично, не може подобро. Исто така, например, перцепцијата за работите е ограничена. Суетата кај луѓето е голема, дека они мислат дека најдобро тоа го направиле и дека не може ништо подобро. И најголемиот проблем при само евалуацијата е дека неповторување на грешките. Значи, ако ние не ги воочиме грешките кои се направени, тие се повторуваат со години. Сите овие, да речеме, пропусти на само евалуацијата, зборувам само евалуација која што не се проведена соодветно правилно и професионално, се надминуваат со надворешната евалуација. Ако ќе земеш ти надворешен експерт кој што има долгогодишно искуство, кој што знае да прави евалуација, има искуство, значи секогаш ќе добиеш објективен поглед на работите, затоа што луѓето со кои што ќе разговарат ќе добијат, ќе се отворат и ќе можат да разговарат, да кажат за проблемите. Значи, како нарачател на таа евалуација ќе добиеш подобар увид во ситуацијата, ќе добиеш стручно мислење, ќе добиеш нови идеи, и исто така ќе добиеш пристап до нови информации кои што тој експерт кој што е надворешен и ќе биде во можност да ги сподели со тебе. Така да сакам да заклучам дека во основа не треба да избегнуваме само евалуација, но да внимаваме на овие слабости. Има еден елемент кој што, да речеме, на само евалуацијата, при изборот на тими, на луѓе кои што ќе ја прават во самата организација или институција, секогаш е добро тоа на peer review, значи да не биде еден или два, значи да вклучиме повеќе луѓе во тој процес кои што ќе можат да дадат различни аспекти и перспективи, и нормално секоја сериозна организација, како што претходно беше споменато, која што е загрижена и сака да има добри резултати, секогаш ќе најде време, ќе најде средства да ангажира надворешни стручни експерти за една сериозна длабинска евалуација на нивните активности. Зборуваме, како што и претходно беше спомнато, за сериозни држави, сериозни институции, компании кои што сакаат да дадат напред и кои што не бараат изговори, туку секогаш бараат начини како да зголемат својата ефикасност на работата и ефективност. Тоа од мене, благодарам. Да. Заге, во однос на внатрешната евалуација, дали до сега од твојата пракса има без надворешен евалуатор, има некоја алатка со која што може да се намали субјективноста при внатрешна евалуација? Па спомнав, значи алатката е секогаш да се вклучат повеќе луѓе, значи на peer review. Ако што јас самиот си го евалуирам, значи својот проект или својата активност, ако не вклучам други луѓе, или принципот на 4 очи, кога различните очи гледат различно. Значи постои таа можност, но пак ќе речем, секогаш постојат ограничувања, нека луѓето од иста организација, институција, од различни причини може да пропуштат одредени работи и информации кои што може да се покажат како значајни за развојот. Благодарам. Заге, Венера, јас не видов некои други прашања во четов или некој коментар. Има
од Љубомир Трајковски, ама тоа е предлог за да се дефинира accountability на ниво на раководители. Добро, тоа ќе во заклучокот на оваа работилница ќе го кажеме. Однос на излагањето на Заге, да му се заблагодариме и да нататачната регулација е важна алатка и обично би требало да се комбинира, ако не секоја година, ама барем некаде одреден период со надворешна евалуација. И Зоки Стојковски за крај за social return of investment. Тоа е повеќе бенефит од евалуацијата, меѓутоа кај нас е како негдека застапено како cost-benefit анализа, меѓутоа што се разликува ова од класичната cost-benefit анализа, каде може да се примени, како и дали до сега е примен во Македонија. Зуки, повели да ми кажеш нешто повеќе за тоа. Ти благодарам. Примерот на Заге беше фантастичен, каде што он пресметувајќи ги трошоците, но исто така и пресметувајќи го времето, ако се обидеме да го квантифицираме и времето потрошено, значи нема да излезат само 5000 евра, туку предпоставам ќе излезат сигурно можеби уште толку. Али да речеме тој тип на анализа, например, кога Заге сега со неговото искуство би почнал да ги дава услугите или заедно со некој друг би почнал, еве јас сум сега пред реновирање на дел на станот и како може да го мултиплицира влијанието. И кога зборуваме всушност за воопшто социјалното влијание со кое што било која евалуација за ова за кое станува збор се занимава, особено е важно при реализацијата на различни активности на било кое ниво или другото да го мериме и она кое што е неопипливо или пак она кое што е некаков општествен или пак поширок бенефит од дадена интервенција. Така да претпоставувам и како ќе се мултиплицира интервенцијата на Заге ако почне да дава некаква екстра услуга или тоа искуство кое што ги има го преточи во некаква алатка кое што да речеме во делот на пресметка, во делот на пристап кон мајстори, експерти, биде ги намалил маките нас кои што еве ја барам скоро 2 недели водоводжија кој што ќе треба да ми среди едно премостување заедно со уште неколку интервенции, тешко се наоѓа. Периодот се звезди. Можам да замислам кое ќе биде влијанието пошироко и општествено. Добро, во делот на одредување или особено social return of investment, морам да кажам дека има група на организации кои што се предводени од ЕСЕ, значи тоа е, мислам не е само ЕСЕ, да се разбереме, има и други, али особено да речеме кои некаде уште 2014-2015 година реализира проекти кои што воглавном во пристапите ги вклучија меѓу другото и мерењата на социјалниот бенефит од тие интервенции. Всушност кога се договаравме што е она што јас би сакал да го покријам како член на мен и овакво заинтересиран за оваа тема многу силно, меѓу другото не се двоумев да ја предложам оваа тема. Значи во основа return of investment, значи она што е вообичаено, да она што ние го вложуваме како финансиски инпут во реализација на дадена активност или во даден проект, се калкулира всушност во делот на тоа што го добиваме како финансиски резултат. И онда формулата е многу едноставна таму. Така, али кога ќе се додадат елементите на што е она што кога ќе се дадат на страната на влезот, на страната на инпутите, во делот на трошоци финансиски или пак други пресметани како финанси, во делот на пресметката на social return of investment е всушност да се пресметаат, тоест и тоа е најтешкото во оваа методологија е како да се квантифицираат оние
други придобивки и резултати кои што се нели intangible или пак кои се не секогаш опипливи. Така да речеме, што кога вие работите, проектот што го реализираше Зелена лупа, финансирани се делумно од Цивика, сега и од Холандска амбасада, каде што работеа со затворот во Струмица, со затворениците во Струмица, каде што меѓу другото имаат проект да самите затвореници учествуваат во некоја форма на социјално-претприемачка активност, значи бекатон плочи и вишњаци за тротоари и со релативно мали инпути на почеток они прават фантастичен, значи не само финансии кои што ги добиваат со продажбата, туку во основа на секој од тие лица кои што се во моментот во казнено-поправна установа веќе им даваат занает или пак начин како да заработуваат после. Значи, во делот на квантификација или одредување на метриките, значи самиот процес на не е воопшто едноставен, како што всушност јас не познавам едноставен начин на оценка, барем во делот на она што го имаме реализирано. Јас ја имав таа среќа да учествувам во средишната евалуација како национален експерт на ИПА-2, каде што некаде 75% оваква на КАРЦ последната фаза и првите неколку години од реализација на ИПА-2 во Македонија ја реализирав, значи каде што токму овие критериуми кои што ги кажа Владко на почеток ги користевме, но во основа тој тип на, велам, нема едноставна евалуација. Сепак треба да се дојде до информации, сепак треба да се постави рамка или да се види како е поставена рамката на почеток за да може во делот на исходите, тоест продуктите, аутпутите во делот на краткорочните, среднорочните и долгорочните постигнување или аутками, да се дефинираат, да се квантифицираат индикаторите кои што понатаму начинот како всушност тоа се квантифицира до крајот за да може да се пресмета бројка, да се каже дека на еден вложен денар дека бенефитот општествен да речеме 12 денари или пак 3 денари. Значи таа квантификација е мислам во основа е занает, али генерално и како е битно затоа што многу често оние кои што реализираат проекти без разлика, али особено невладиниот сектор, токму во недостатокот на користењето на овој тип на алатки всушност губи многу затоа што гледајќи, ние нели секој се утепаа невладините од пари и од грантови реализирајќи што направија, токму всушност одговорот на тоа прашање доаѓа преку примената на овој тип на алатки за докажување на општественото влијание. И ми се чини дека користењето, мене многу ме израдува што го спомна Фесе, они работат во делот на здравствените прашања на маргинализирани групи, особено на роми, пристапуваат токму сега Копасах, една мрежа што е глобална, сега отвараат огранок тука во Централна и Източна Европа, каде што меѓу другото токму се тие кои што го водат тоа како процес, учествува во тој дел затоа што веламе по различни основи сме соработувале во последните неколку години и едноставно особено делот на мерењето на социјалното влијание и како е поставено многу високо во тој тип на мрежи, затоа што едноставно има едно цело движење особено во кај непрофитните, но исто во академскиот сектор, каде што токму се инсистира на користењето на вакви алатки за да може да се прикаже влијанието и сето тоа да се квантифицира. Така да мислам дека местото на овој тип на пристапи во евалуација е фантастично важен за сите кои што се бават со развојни проекти или пак интервенции. Мислам дека е толку, јас се извинувам во старт, али ќе морам за 5 минути да се исклучувам максимум затоа што од 19 часот ми почнува друга сесија, ќе морам таму да покривам до 22, али во секој случај да знаете дека како одговорен за членство во МК ви пратив линк, особено тие кои што се гости овде. Ако сте заинтересирани на тој линк ќе може да оставите податоци со ваша намера да се приклучите кон Менеджмент консалтинг асоциацијата МК 2000
имате 10% попуст до крајот на месецот. Благодарам. Добро, фала Зоки, стварно беше многу корисно излагањето и навистина кога станува збор за мерење на импакт на проекти од општествено значење, главно граѓанските организации па и државните институции ги работат на тоа всушност, е многу важно и да се знае колку средства се потрошени, а бидејќи импактот има и временска и временска димензија, малце е некогаш тешко да се најде тоа што е постигнување во рамките на еден развоен проект, да се поврзе со тоа што е како ресурс, но постојат еве алатки, тешко е, меѓутоа е сепак да се дојде до некој заклучок е многу важно, а важно исто така и да се помине тој процес на осознавање на тоа како импактот може да се поврзе со средствата кои што се потрошени за целата таа интервенција да се направи. И тука некаде би завршиле со панелистите, остануваат уште 10 минути време, дали некој од присутните сака да прокоментира и да Љупчо, вие... Да, Љубомир има. Да, гледам овака, не знам, Венера помагај ако некого не го гледа овде. Јас би сакал да се референцирам на трите последни презентации. Видете вака, ова со популарниве теми као climate change, sustainable goals и тако даље. Нарачатели не се државите или не се регионите или не се фирмите, него е една врвна светска организација. И се појавува една фамозна ранг листа. И поради реномето на таа организација, функцијата на ранг листата многу често забегува. Браво, ние сме на 5-то место, браво, ние сме на 10-то место, тоест постанува цел сама за себе. Да се упоредувам дали сум подобар од комшиите или не. Ова се размислување во професионални кругови кои уште нема широка популарност наоколу да се изнесе оваква полукритика на погрешна примена на ранг листата. Не заборавете, ние бевме на прво или на второ место у Doing Business од Светска банка. Втора работа е што проценка на влијанието или impact assessment се однесува на нешто што е направено и каква е состојбата сега. Но многу често се заборава да се види а колку сме биле подготвени за нешто такво пред него што започнала програмата. И сега се препорачува и на полно места се користи да или пред започнување на проценка на влијанието како проект или како прва компонента внатре да биде оценка на подготвеноста на институциите и засегнатите страни за промена. Подготвено значи колку ме бива. Така да, ако јас сум постигнал многу, а сум можел многу, то не е Бог знае што, али ако сум постигнал многу, а сум можел малку, тоа е голем успех. Ова од Змај Јовановиќ. Ко може мало, мало му се пише, ко може многу, а не може више, још мање му се пише. Така да, значи, едната компонента е оценка на подготвеноста и на институциите, и на засегнатите страни. Втора работа е оценка на влијанието на засегнатите страни екс-анте. Значи, не колку сега сме направиле, него кога сме започнале со проектот, а засегнатите страни колку биле засегнати, како биле засегнати, какви промени им нудиме. Така да со овие две компоненти може да се парира на професионалноста или на системскиот кредибилитет на
на една оценка. Вие не можете мене да ме упоредувате дали ја возам Фичо, а Васко Карангелевски вози БМВ. Ако почетните позиции ни биле различите. Океј? И ова мислам дека со ваков пристап, иако водиме сметка да ранг листата не ни е цел да бидеме први во свет или да бидеме пред бугарите, него да ранг листата која се базира на конкретни детални оценки, да ни биде основа за препораки за наша ориентација. Толку би имал. Благодарам. Друг коментар по однос на излагањата, прашања можеби? Повеќе коментари очекувам, затоа што вака како што гледам тука се главно луѓе кои што се занимаваат со консултантство. Васко повели. Љупчо претходно се јави, извинете, мислам така беше. Љупчо повелете вие, па Васко. Васко не се лутиш, нели? Ајде, Васко, постар су. Ја заврши више со... Не, другиот Љубомир Димовски. Добро. Океј. Име, опрости. Значи, фала за овој убав ден. Мислам, мене стварно ми е оваа тема на која што голем дел од мојот живот го имам посветено и многу верувам дека ова заслужува големо влијание. Само еден коментар, мислам овдека генерален. Значи, овдека, мислам, повеќе станува збор за разбирањето на евалуацијата како еден професионален настан, а не повеќе политички, како што кај нас се разбира, на жал. Посебно кога станува збор за евалуација на овие јавни политики кои што ги имаме кај нас. Значи, јас можеби би сакал една друга тема да отворам, ја не знам дали е место или време, али мислам дека е многу битно да позборуваме како ние, како луѓе кои што сме членови во МЦА и сме директно вклучени, индиректно и професионално во спроведување на вакви активности, би можеле да се организираме, да дел од овие активности што ги зборуваме некако подобро ги турнеме. Значи, сега мислам дека е можеби касно, на крај на настанот сме, али мислам би сакал една иницијатива до, сега не знам како сме ние уопште организирани, да, Владко, ти си председател, предпоставувам на мен, така или како му доаѓа тоа? За една дискусија околу тоа како ние како организација, односно како лица или фирми кои што се бавиме со ова, би можеле да се организираме подобро, за да дел од овие работи, сите што ги кажавме, со кои што јас сум сигурен дека сите се сложуваме, би можеле подобро да ги адресираме. Значи, едно од моите искуства до сега, што се во неколку годишно членство во МЦА е дека ние сите имаме различно разбирање за тоа како работите може да се спроведе, да се организира, секој има некоја различна идеја кој што прави, си имаме некои своји слики приказни у глава, али никако не сме успеале да седнеме и помеѓу нас да се подобро искоординираме. И мислам дека тоа е примарно за било што од тоа се направи. Мислам, овие работи за да профункционираат во наши услови треба да се преточат во конкретни политики, промена на закони, промена на процедури, лобирање со луѓе на власт и така натаму. А тоа некој треба да го прави. Мислам, едно од моите приоритети кога влегував како член во МЦА беше баш тоа. Заради тоа што секој од нас, без разлика колку е јак или не, сам може многу помалку него сите заедно кога се обединиме и нешто пробаме да направиме. Владко имаше на крај, на жал, ја мислам дека требаше со тоа, Владко, да почнеш. Последниот слайд што ти беше, мислам, тоа е тоа за кое што јас зборувам. Што ние како организација, како здружение, не знам ни како би се нарел, како групација или заинтересирани страни, реално би можеле да направиме и како тоа да го направиме. Значи, така да јас би сакал да потегнаме една иницијатива за некаква, можеби така малце постратешка дискусија, каде што ние би зборувале конкретно за тоа. Да си ги ставиме и интересите на маса, исто така, заради тоа што секој од нас има интереси, мислам тоа да не се лажеме, ние секој живее од тоа, значи ако живееш од тоа, си имаш интерес.
Значи, едно е општествен интерес, друго е лично себичен интерес, сега да бидеме малце и по-директни и организации, барем мое искуство е дека организации кои што ги подобро ги адресираат интересите на членките, секогаш се поуспешни. Така да мислам дека тие интереси јас би ги гледал во позитивна конотација, со други зборови би ги гледал како еден двигател за да може нас да не однесе на некое следно ниво и сите ние малце повеќе да се ангажираме околу тоа што би се работело. Така да иницијатива моја да позборуваме малце околу тој последен слайд на Владко што беше, што мислам дека треба да биде и клучен, за кој што ние би требале една отворена дискусија да имаме, да видиме дали нашите интереси се преплетуваат. Јас сум сигурен дека се преплетуваат, барем на поголем дел од вас, колку што е некоја моја перцепција, и да тргнеме од таму. Така да тоа е мој конкретен предлог. Мислам дека заслужува да одделиме некој период, да позборуваме малце секој да си ја каже својата слика, на дел од тие прашања кои што беа таму потегнати на тој слайд, мислам дека треба да позборуваме, заради тоа што сум сигурен дека за дел имаме многу исти размислувања, тоа може само понатаму да не однесе, а мислам дека низ некоја дискусија треба малце и тоа да го пофокусираме, заради тоа што реалноста е дека едно здружение ќе биде онолку успешно колку ќе може реално да ги адресира, односно ги фокусира тие капацитети што ги има, а ние ги имаме малце. Тие сме што сме. Така да тоа е мој како повеќе, како еден вид на апел и иницијатива. Сега не знам до кого да ја дадам, дали до сите нас или до... Ја мислам дека еве овдека има голем дел од присутните се членови на МК 2000. Владко некако ја предводи наша групава што се формираше околу мен и е председател, да кажам, на мен и го представува мен во некој од, иако мен не е формално регистриран како здружение, го представува мен и во некој од тие меѓународни и регионални мрежи и иницијативи кои што постојат, така што останува да, еве, сите тука заедно се договориме да стварно одвоиме време, затоа што има простор за работа, заклучивме дека има и капацитети, дека имаме и знаење, имаме и интерес ова да го правиме и да направиме една средба малку, како што кажа Љубомир, да пристапиме постратешки кон прво конкурирање на пазар за евалуација, промоција на евалуацијата и на крај наоѓање нели нормално работа повеќе за сите кои што работиме во оваа област. Васко, повели, извини. Јас со коментар сакам да се вклучам, не толку со прашање, сам интересен пристап, сватив дека две работи можам, вака као заклучок, кажам ја од каде доаѓам, сватив дека сите ние имаме различен пристап според клиентите и типот на проекти што ги работиме и дека областа е огромна. Ја мислам дека сосеќам дека јас имам шизофрена разбирање на евалуацијата, бидејќи во изминативе 12-13 години од една страна заедно со тим Social Impact Assessment за инфраструктура работевме на мојот најголем ангажман на евалуација бил во private sector development проекти донаторски области и нели чекај се, ова е евалуација, ова е ваков пристап, тука повеќе тоа го гледаме, полиси едно, проект е друго, меѓутоа мислам дека има простор за сите нас и има, ако зборуваме и за интересот, нели, и за она Лилјана што го кажа сега, мислам дека имаме огромна задача, мислам дека сме малку однос на мониторинг, евалуација, што можеме посегнеме, а секогаш ми се враќа на дека има прашањето на институциите, што изаѓа добро на друга перспектива, да, ама ние како консултанти секогаш, не секогаш, ама треба да се истакнеме и да бидеме реални. Ме потсеќа на една состојба, со Владко бевме заедно, мислам, во Белград, на формирањето на мен, или во некоја регионална асоциација кога влагавме. Сега, како приказ на кратко ќе кажам, иако
задната реченица ја цитирам и во други конотации. Седиме од евалуатор од Словенија, од Србија, од Босна, јас и Владко од Македонија и изборува словенецот како, бидејќи министерот не ќе да ја објави евалуацијата, што е јавно добро, на иновацијската политика на Словенија, затоа што нему се допаѓале индикаторите на импакт, издагал евалуаторот и јавно ја објавил, затоа што јавноста има право да знае. И на тоа еден наш колега од регионот вика, а шта радиш кога ти, што правиш кога ќе се јави министер и ќе каже ќе ти ја затворам фирмата ако не ја смениш евалуацијата. И нормално човекот полудва и во еден момент се вртам сите со мирни фаци од Словенија надоле. Поентата ми беше што босанецот и таа реченицата у нашим земјањима са посебни потребама, евалуација има посебно место и посебно разбирање од страна на институциите. Не ќам да врегам никого, нели? Затоа што мислам не зборам за луѓето со посебни потреби, не ќам да ги вредам, за институциите тоа е состојба. Така што мислам дека ние имаме повеќе фронтови и се согласувам и со Љубомир и со другите дискусии. Имаме едно евалуацијата како значење на јавни добра и на оценка на работењето, што не е само activity based и што сме сработеле. Така тука ќе ни биде најголемата борба за јавните пари и евалуацијата, дали се на политики, програми, проекти. А за нашиот дел мислам дека сме многу шарени, што е и добро, и се согласувам да идеме на точка по точка. Регулатори, импакт асесмент е една област, ја никогаш не сум работел и искрено не намерам, мислам, не се гледам во таа насока, иако сум над 10 евалуации на проекти сум работел во одредена област. И пристапот, процесот може би е сличен, пристапот зависи сега кој фреймворк е ист, конфликтот на интереси е знак на прашање, нели? И издвојувањето и нашата од што вадиме леп и колку сме директни, а мислам дека како асоциација можеме да го искристализираме. Тој за овој дел сум заинтересиран да се стави на располагање, не само за general impact и, не знам, добробит на земјата, него и мислам дека и оваа професија, овдека сме сите искусни, колку што гледам, нема некој што не е искусен консултант, повеќе деценијски, така да кажам. Така да, ова само сакав да коментирам и поише сакав да го споделам тоа од нашите земјања са посебни потреби, иако не го користам евалуација, него често така кога ќе почне муаветот за состојбата, она анализа на пестле анализа е така. Така. Добро. Овде Венера ми пишала дека Владко сака да каже уште нешто и полека да го затвораме, ако немаме други коментари, да го затвораме денешниот настан, но ти веќе го пробивме времето, 10 минути. Љупчо мислам дека има рака дигната, али мислам дека не е лошо воопшто ако се пробие времето, мислам дека е тоа добар знак. И ја би сакал само да се навртам малце на дискусиите претходно, што ми остави впечаток посебно. Значи, Венера кажа една многу битна работа. Значи, ние сме спремни да направиме извештај за UN, за Европска Унија, за НАТО, но кога се работи за нашиот народ, Бог да чува, мислам, такво нешто не се случило да му направиме некаков извештај, каде што они ќе може да видат што се случува, како функционира, да видат сите грдни програми, стратегии со стотици милиони евра. Значи, дури и ако негде се појави таква евалуација, тоа се чува како најголема тајна у некој сеф, веројатно, место да биде јавно објавен. Значи, во врска ова што го кажа и Васко. Значи, кај нас е перцепцијата таква, кај власта, дека они имаат екзајати, не знам, не се многу срекни да се објават резултатите од нивното работење. Значи, тоа е нешто што апсолутно го неќат и фактички тоа не е проблемот. Значи немаме политичка волја нешто да се случи на овој дел. И тука фактички нашава институција треба да настапи како што, значи ние сме една институција од многу во светот, секоја земја си има своја национална мрежа и сите тие работат на развивањето на евалуациите кај нив, така да и ние. Значи, јас се слагам потпуно со
Љупчо Димовски што каже дека ние мораме и стратешки и по-структурирано да работиме, значи во таа насока и денешнава ова јас го гледам како промотивен настан каде што ние ќе можеме да кажеме наши мислења, што е да вклучиме други луѓе, да им објасниме што би сакале да работиме, значи да прошириме. Така да тоа е нешто навистина што во иднина мислам дека ќе го работиме најмногу што можеме. Во делот на уште само една реченица и затварам, ме бендиса и на Заге примерот, значи со загубата на парите. Значи загубата на парите е многу релативна работа, мислам ние сигурно една погрешна стратегија сигурно нас не чини стотици милиони можеби, не знам колку. Али тоа нема да дознаеме никогаш, но уште поважно е времето. Затоа што времето на овие млади луѓе си одат, а тоа е ресурс кој што не можеме да го вратиме повеќе. Значи, ако поминале 5-10 години, каде што не е искористено тоа да постигнеме некаква цел, значи ние назадуваме сите напред и нас луѓе ни одат од државата. Мислам, не би сакал ова сега да го претварам во политичка трибина, него чисто да нагласам колку е важно со време нешто да се коригира, а не да се остави тоа да си тече по текот. Добро, да не одиме понатака, јас толку од мене ви благодарам на сите што учествувавте и се надевам дека брзо ќе имаме следни овакви поструктурни, плански работилници каде што ќе можеме да направиме и план за работа. Студио треба да ја одјавиме програмата. Благодарам на сите, имавме можност да слушнеме стварно интересни согледувања, сакавме да опфатиме што е можно повеќе аспекти на евалуацијата. Во ниту еден можеби не навлеговме толку во детали, меѓутоа останува да го разбудиме интересот и еве веќе се јавија и некои конкретни иницијативи дека навистина треба да се поработи малку нова поле пред се во креирање на потребите од евалуација во општеството во кое што живееме и истакнување на бенефитите на корисноста од правењето на оценки, проценки, мерења и така натаму во нашето работење. Ви благодарам на сите за искуството, посебно на панелистите и се гледаме во некоја следна прилика, се надевам наскоро. Ви благодарам уште еднаш и пријатно. Пријатно.